Главниот протест кој досега се одржал во Србија денеска се случува во Белград. Ова се коментарите на медиумите во Србија откако десетици илјади граѓани се собраа во главниот град. Попладне во улиците на Белград се полни, а оттаму во живо во централниот дневник имаме колегата Александар Спасовски. Александар, главните пораки на студентите вечерва беа пренесени на Славија. Какви се пораките? Да, Иван, студентите остануваат на оние своји барања дека државата треба да биде ослободена, дека треба да се сузбие корупцијата која што владее и дека треба да им се остави простор за слободен живот на сите граѓани. Ти кажа во најавата дека десетици илјади граѓани имало овде на протестот. Пред малку Српското министерство за внатрешни работи излезе со официјална информација, официјална проценка како што тие нарекоа. Според нив денеска на протестот на сите места имало во пикот, како што вели Српското министерство за внатрешни работи, некаде околу 107.000 луѓе. Меѓутоа, нашата екипа во текот на целиот ден беше во Белград. Не можам да дадам точна проценка, меѓутоа од искуството што го имам и од она што го видов на терен, веројатно имаше и повеќе луѓе од ова што го проценува Српското министерство за внатрешни работи, имајќи предвид дека низ колоната, па да речеме некаде околу 1 километар се пешачеше, едва и за тоа беа потребни повеќе од час и половина. Протестот почна пред Српското собрание, а потоа демонстрантите, предводени од студентите, се упатија пред хотелот Славија, каде што беше поставена главната бина. Свесно го направија тоа, имајќи предвид дека кај собранието уште од веќе неколку дена се собрани поддржувачи на српскиот председател Вучич, за кој што се предпоставуваше дека може да бидат опасни и да предизвикаат нереди, па за да избегнат несакани ситуации, тие се практично го префрлија централниот настан на бината пред хотелот Славија и како што и беше најавено, студентите ги испратија своите пораки. Имаме дел од нив. Александар, можевме од снимките да видиме колку народ има и на Славија и на улиците во Белград и денеска го помина целиот тој простор движејќи се од преднародното собрание во Белград до Славија. Разговараше со граѓаните кои што се излезени на протест. Што велат тие, какви се нивните очекувања? Иван, ако студентите вложуваат максимални напори да се дистанцираат од било какви политички влијанија и не сакаат никаква политичка димензија на овие протести и на целата ова иницијатива, граѓаните се прилично отворени и тие сакаат председателот Вучич да си замине, сакаат промена на власта, велат дека веќе им е прекуглава од она што го живееле во изминативе години, велат дека државата е заглавена во корупција и дека многу тешко се живее во Србија. Како што каже и ти, разговарав со дел од нив, ги имаме нивните пораки. Како очекувате се ова да заврши на крајот и кога? Pa nadamo se da će otići, pasti, šta kako god, ne znam. Ovo je prevršilo 12 godina ludila i pre njih i tako dalje. Nadam se da ćemo promeniti, nemam pojma. Nadam se da hoćemo. Со месеци живеете во една ваква атмосфера каде што има секој ден протести, па и немири. Како се живее во Белград, во Србија?
Pa, sve je teže, mislim, sve više korupcije na sve strane, stvarno je postalo je nepodnošljivo za živeti. Pa dok vlast ne padne, teško se može završiti. Oni su ovo napravili i treba da reše što pre. Како очекувате цела оваа криза да заврши? Lepo, na lep način da se preda, braćo moja, i preda vlast deci ovoj, da se na lep način, da vojska popusti, da policija pusti i to je moja želja. Da ne bude krvi, da ne bude ničega, brate, ni ranjenog. Da se ovaj narod oslobodi zla. Како очекувате се ова да заврши на крај? Slobodom. Svi treba da budemo slobodni, mislim da zaslužujemo slobodu, jer smo jedan dobar pravoslavni narod i stvarno ne zaslužujemo ovakvu totalitarističku vlast i ugnjetavanje koje traje već decenijama, jer ovo je stvarno postalo više nepodnošljivo. Иван, предпоставам дека имавте можност низ објективот на колегата Александар Трајковски да ја проследите целата атмосфера, иако се најавува немири, можни нереди. Барем до овој момент овде во Белград ситуацијата е мирна. Морам да кажам дека сум прилично позитивно изненаден од начинот на кој што беа организирани овие протести од самите студенти. Во овој момент најголема концентрација на луѓе има пред Славија, додека веќе белградските улици полека една по една почнуваат да се враќаат во нормален сообраќаен режим. Луѓето почнуваат да се повлекуваат, иако според официјалната агенда крајот на денешниот протест е закажан за во 21 часот, пошто студентите, како што најавија, почнуваат акција за чистење на градот од целиот оној отпад кој што ќе остане после денешниот протест. Да, Александар Спасовски, да се надеваме дека ќе остане мирно и во текот на вечерот. Ти благодарам и тебе и на колегата Александар Трајковски за пренесената